Денес е 16 ноември. На денешен ден, пред 33 години, прв пат влегов во оваа црква. Добро, сега нема да зборувам многу за тоа. Реков дека имаше многу занимливости кои што не ги споделив уште од минатиот месец. Може би сите тие нема да добијат шанса. Има некои понови занимливости кои што, ако даде Господ, ќе ги кажем следната сабота. Па не се, по содржина не се толку поминливи за да бидат стари. Содржината им е битна. Но има една постара занимливост, уште од 19 октомври. Може да го погледнеме. Да погледнеме сликата. Тоа е причината зашто ја кажувам оваа занимливост, бидејќи има врска со нашата проповед. Што е ова? На што ви личи ова? Наводно вака биле облечени старозаветните свештеници во бела ленена облека. Се сеќавате? Според законот. Во Израел постои еден институт кој што се нарекува Институт на храмот. Внимавајте каков наслов. Институт на храмот. Што значи тоа? Се подготвуваат за храм. Институтот на храмот најавил настан кој што Израел го приближува до изградбата на третиот храм во Ерусалим. Кој беше настанот? Настанот се одржа, овој настан и оваа слика, се од еврејскиот празник Рош Хашана, или еврејската нова година, или празникот на трубите. Тоа беше на 3 октомври годинава. Потоа имавме Јом Кипур на 11-12 октомври и празникот Сеници од 17 до 24 октомври, минатиот месец. Значи, овој пат отворено на Храмската гора, бидејќи ја гледате џамијата позади, на Храмската гора отворено без криење, се собрале група свештеници за кои што постои верификација дека се сите до еден машки потомци на првосвештеникот Арон, дека се левити, значи, дека според законот исполнуваат услов да бидат свештеници. Какви свештеници? Според законот, според Мојсеевиот закон, старозаветни свештеници. Ароновите или левитските свештеници се старозаветни свештеници. И додека се наоѓале на Храмската гора, тие тука не направиле ништо друго, освен една заедничка молитва. Меѓутоа, тоа беше демонстрација дека Институтот на храмот, како што се вика организацијата, што го подготвува третиот храм во Ерусалим, сериозно се занимава со сите подготовки за тоа како треба да се возобнови свештеничката служба во Ерусалим.
Конкретно ова манифестација, ова чисто демонстрација на заедничка молитва и претпоставувам после молитвата прочитан благослов, веројатно Ароновиот благослов, што и ние го читаме на Света вечера, беше со цел да се демонстрираат на јавноста свештеничките облеки. Значи, ова е прв пат. До сега се тврдеше дека наводно е принесена жртва, дека на 23. април била принесена црвената јуница, меѓутоа и тоа во тајност. И секоја поранешна манифестација беше во тајност, а оваа беше првата во јавност. Но немаше жртви, немаше ништо, имаше само заедничка молитва, но целта беше да се покаже свештеничката облека, како се облечени, да се демонстрира, екзибиција, дека вака, ако се изгради трет храм и ако се обноват старозаветните служби, дека вака ќе изгледа левитското свештенство кое што ќе ги врши тие служби, како што тоа се правело во библиски времиња. Интересно. Во кое време живееме? Сакаат да го обноват Стариот Завет. За евреите тоа е единствениот што го имаат, што го имале. Нов Завет, во Новиот Завет, повеќето од нив се уште не влегле, се уште не влегуваат. Сакаат да го обноват Стариот Завет, сакаат да воскреснат мртовец, кој што не умрел пред 4 дена, тој беше најстариот мртовец, кој што Господ само можеше да го воскресне. Се разбира, само тој може да воскресне било кого. Најстариот воскреснат случај, забележено во Библијата, не ни се кажува за Мојсей, колку долго бил мртов пред да биде воскреснат, само затоа што тој е непознат податок. Лазар беше 4 дена стар, во смртта стар. Не некој што бил 4 дена стар, не некој што е неколку години починат, како некои наши најблиски, например, не некој од минатиот век, не некој од пред неколку века, туку сакаат да воскреснат мртовец стар, речиси 2000 години. Некој што умрел пред речиси 2000 години. Сакаат да го воскреснат. Кој е тој мртовец? Стариот Завет. Кога умре Стариот Завет? На крстот. Со Христовата смрт, принесена за нашите гревови и нашиот откуп, умре Стариот Завет. Дали тоа ќе успее? Дали тоа Господ ќе го дозволи? Ќе прочитаме нешто повеќе на таа тема, ако даде Господ, следната сабота. Сега одговараме на прашањето кога Христос станал првосвештеник. Каков првосвештеник? Повторувањето беше мајка на знаењето. Да се подсетиме на некои утврдени факти што ги проучивме досега, особено минатата сабота. Христос е првосвештеник според кој чин? Мелхиседеков. Ке читаме за тоа.
Христос е првосвещеник и посредник на кој завет? На новиот. Кога започнал новиот завет? Кога бил склучен? Точниот израз. Да, на крстот. Тогаш кога престанал, кога умрел Стариот завет. И Христос самиот Спасител тоа го најави со светата причест, истата ног, бидејќи истата ног беше одржана светата причест, истата ног потоа беше уапсен и целата тортура, цела ног без сон, судењето, нелегалното судење кај Ана и Кајафа, до зори рано са бајле кај Пилат и така натаму целото распетие потоа на Голгота во тој ден. Истата ног, истиот ден, а се започна со светата причест, се започна со последната Пасха, последната старозаветна Пасха и истовремено првата новозаветна причест. Дента кога Христос умре, која што започна според еврејското сметање уште претходната ног, претходната вечер, значи во четвртокот со заиди сонце навечер. Таму во таа ног и во тој ден подоцна беше крајот на Стариот и почетокот на Новиот Завет. И сега прашуваме зошто Христовата првосвештеничка служба, велиме како првосвештеничка, започнува дури тогаш, кога ја принесува својата жртва на крстот, само затоа што тогаш започнува новиот завет. Оној завет чиј што првосвештеник е, оној завет чиј што посредник е, и бидејќи тогаш со неговата смрт е отворен патот кон светињите, значи небесното светилиште, кое што е светилиштето на новиот завет. Како тоа го помируваме со двата аргумента, двата приговора што ги чувме минатата сабота од брат Зоран и од сестра Сенета, дека Христос е наречен вечен првосвештеник по чинот Мелхиседеков. И што значи сега тука придавката вечен? И дека Христос уште пред Голгота ги зеде на себе, беа положени врз него сите наши гревови. Всушност, иако сестра Сенета тоа не го спомена, ја тоа може да го надополнам, самата Библија ни вели, Новиот Завет, дека Христос е Божиото јагне заклано од кога? Од создавањето на светот. Зошто се користи таков израз? А и уште во првата глава од Евангелието што го проучуваме ова тромесечие, во Јован, кога Јован Крстител го видел Исуса како го нарече пред своите ученици и присутниот народ. Еве го јагнето Божио кое што ги зедма или ги зеде гревовите на целиот свет. Што забележуваме тука? Зошто Библијата вели дека Исус е јагнето заклано од создавањето на светот, кога се знае
кога точно се случила неговата жртва на Пасха пред речиси 2000 години. Зошто? Што значи тоа? Заклан од создавањето на светот. Планот на спасението. Значи, откако постои падот откако човекот паднал, а планот си постоел од вечноста, затоа што Господ е вечен. Но планот можел да стапи во функција или во акција откако човекот паднал. Пред тоа бил само план. Не, значи планот се активира кога се јавила потребата, откако човекот паднал. И затоа, откако човекот паднал, Божиот син станал, тоа беше планот, ја зел на себе улогата да биде што? Бидејќи зборуваме за заклан, така? Да биде жртвата за нашите гревови. Значи, кај Христа, за разлика од било кој друг свештеник, има една специфичност, не само една, има повеќе. Има една специфичност што Христос е свештеник, но истовремено е и жртвата. Јагнето. Христос е свештеник и истиот Христос е жртвата. Затоа треба да внимаваме дали да не ги бркаме, да не ја бркаме улогата на жртва со улогата на свештеник, иако се тие временски исти, но сепак постои разлика. Христос е свештеникот и истата личност, истиот Христос е жртвата, што ја принел. Но, суштината е таа. Знаеме кога точно била принесена жртвата. Според тоа, тогаш пред 2000 години бил склучен новиот завет, кој што самиот Господ уште преку Јеремија го најавил, дека идат дни, значи во иднина тогаш, кога ќе биде склучен новиот завет. До тогаш не постоел, не бил склучен. Иако за него како жртва се вели дека е заклан уште од создавањето на светот, кога знаеме дека не бил тогаш принесен на жртва. Сепак, значи, разликуваме план, прифатена улога и реализација, кога планот станува стварност, кога е исполнет, спроведен на дело или реализиран. Сега, да се сетиме на една проста логика, која што во светот исто така се користи, која што и ние често пати и несвесно ја користиме. Дали знаете како му се обраќаат на некого кој што да речеме бил председател на држава, но одамна бил председател, поранешен председател на некоја држава, сега не е председател, се уште е жив, но кога се среќаваат со него, како му се обраќаат? Председателен, да. Да. Или, дори се сеќавам на едно интервју од сега покојниот грчки крал Константин Гликсбург, бидејќи тие беа данска династија. Тој тврдеше како вие може да ме нарекувате поранешен крал на Грција, меѓутоа ја не сум поранешен крал. Значи, крал сум се уште. И се уште така треба да го викаат, да го третираат. Поранешен сум за
за таа и таа земја, значи кога сум бил тогаш на власт, кога тогаш сум ја вршил функцијата. Но и кога не ја врши функцијата, председател, крал, било кој, генерал, во пензија, доктор, титулата останува. Титулата и честа што таа титула ја подразбира, останува и тогаш кога функцијата не се врши. Но тоа е во иднина, после, откако поминал периодот кога се вршела функцијата. Значи, ако денес гостува некаде на некоја програма на телевизија господинот Ѓорѓе Иванов, например, еден од поранешните председатели на оваа земја, иако одамна не е председател тој, дури неговиот наследник сега не е председател, и тој е поранешен, како ќе му се обратат новинарите? Господине председателе, но тој е во однос на иднината. Сега, дали оваа логика важи во однос на минатото на некоја личност, пред да ја врши функцијата на која што се однесува неговата титула или нејзината титула? Пример, дали е точна реченицата? Предпоставувам ја дека е точен податокот, но ако речем вака. Председателот Киро Глигоров учел гимназија во Штип. Мислам дека таму учел. Или председателот Борис Трајковски учел гимназија во Струмица. Мислам дека и тоа е точно. Иако ги предпоставив овие два града. Сепак, самата реченица дали е точна, дали некој би рекол дека има нешто погрешно во неја. Иако, тогаш кога биле гимназијалци, не биле председатели. И не биле уште многу време, за Киро, например, цели децении, додека дошол денот кога активно почнал да ја врши таа функција. Но, говорејќи за минатото и за пред времето кога ја вршал таа функција, значи ова чисто зборувам примери како се употребува титулата на некоја личност, било за минатото, било за иднината, и тогаш кога не ја вршал активно таа функција. И тоа се примери кои што целиот свет ги прифаќа. Значи, тоа е еден вид општа култура. Дали би било погрешно да речам царот Давид го уби Голијат со праќа. Иако тогаш кога го убил, не бил цар. Меѓутоа, бидејќи ние тоа го кажуваме отпосле, како историја, не е погрешно да му се додели титулата, иако зборуваме за време од неговиот живот, кога се уште не бил цар, кога се уште не бил председател, кога се уште не бил доктор, кога се уште не бил генерал, кога се уште не бил велемајстор, кога се уште не бил било што. Чисто човечка логика. И во Библијата разликуваме план, Божји план, Господ прифатил да стане жртва, Божјиот син прифатил да биде тој оној што ќе го спаси човечкиот род, и затоа титулата спасител, титулата првосвештеник, титулата било што поимот жртва, јагне, сето тоа може, со тоа може да го наречеме, да го ословиме за било кој период од неговото постоење, пред или после крстот.
Може да го направиме тоа и нема да биде погрешно. Но, кога го поставувам прашањето од кога е Христос првосвештеник, мислиме на активната служба. Како кога би прашал, значи, кога стана председател Георгиј Иванов? 2009 година. До кога? 2019 година. Активната служба. Тоа нас не интересира, бидејќи Новиот Завет, Христос е првосвештеник на Новиот Завет. Небесниот храм е храм, односно светилиште на Новиот Завет. Христос е наречен и посредник на кој завет? На Новиот Завет. Сега, иако зборот посредник има многу широко значење, многу пошироко од поимот свештеник, односно првосвештеник, сепак, ние се држиме до свештенството и конкретно свештенството во новозаветното свештенство во новозаветниот храм, во новозаветното светилиште. Сето тоа активно почнува од Голгота, од крстот, па натаму, откако е отворен и патот до тоа светилиште. Без оглед што самото небесно светилиште постоело и пред Христа на земјата, постоело на небото, но пред Христос да дојде на земјата, и што продолжило да постои физички храмот во Ерусалим уште неколку децении и потоа, откако Христос ја напуштил оваа планета. Сега, се што најавив дека ќе зборуваме за оваа сабота, ќе се помести за воиднина, а сега зборуваме само за темата првосвештеник. Да отвориме прво во првото послание до Тимотеја. Ќе ги прочитаме познатите зборови во втората глава, 5 стих. Прво послание до Тимотеја. Втората глава, 5 стих. Овој пат нема да читам ниту од ревидираниот превод, ниту од Константинов, ќе читам од стариот православен превод, конкретно од Новиот Завет, што ми го даде Диме пред 33 години. 4. мај 91 година. Прва Тимотеја, втора глава, втората е главата. Главата е втората, 5 стих. Зашто еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето. Кој? Зошто апостол Павле ја нагласува човечката природа на посредникот? Еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Ова не значи дека Христос пред да биде човек не бил посредник. Значи, поимот посредник е многу широк. Но сега гледаме дека и тука, во овој стих, истиот апостол го стеснува значењето на поимот посредник. Конкретно, на периодот кога Божиот син станал човек и носи човечка природа. Но, зошто е тоа, значи, сега ќе видиме, значи, прва наједноставна логика, кој може да биде посредник помеѓу Бога и луѓето? Само некој што е Бог и човек. Колку такви лица постојат, кои што ги имаат двете природи, и Божијата, божествената, и човечката, само еден. Само еден е посредник. Како што вели Елена Вајд, човечката природа на Божиот син.
Христовата човечка природа е се за нас. Се. Човечката природа не е нешто најважно. Таа е се за нас. Од Христовата човечка природа потекнува секоја друга. Вистината за Христовата човечка природа, ако тука не сгрешиме, ако тука имаме вистинско разбирање на човечката природа Христова, од таму потекнува секоја друга вистина во врска со него. Христовото човештво, значи, е многу битно, многу важно. И сега во посланието до евреите се развива оваа тема малку повеќе. Например, да се сетиме во негде на почеток. Сега се враќаме дури на втората глава. Во првата глава, на почетокот на посланието, авторот го представува Христа како Бог, со еден куп старозаветни стихови, од псалмите, например, каде што Отецот му се обраќа на Синот и го нарекува Боже. И така натаму. Значи, во првата глава ја нагласувах Божјата природа, во втората глава од посланието до евреите ја нагласува човечката природа на Богочовекот. Оној што бил и Бог и човек. Да го прочитаме 14 стих од втората глава. Послание до евреите, втората глава, 14 стих. А бидејќи децата, се мисли на нас, се учесници во телото и крвта, и тука се употребува, за телото се употребува изразот сарка, плод, смртното, слабото, грешното тело. Не било какво тело. Ова наше смртно и грешно тело, слабото тело. Бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и Он, Христос, зеде што? Еднакво учество во тоа. Каква природа имал Христос? Ичи, наше истото материјално тело, истото смртно, слабо и грешно тело. Тоа е истиот квалитет на телото. Човек не може да греши без да греши духот, умот, волјата негова. Значи, не може телото само по себе да греши. Христос никогаш не бил грешник, затоа што никогаш не е сгрешил. Но телото е нешто што го наследил генетски од паднатите предци. Од паднатиот Адам, како и сите ние. Само сите ние од паднатиот Адам наследивме и други работи, а не само грешното тело. Христос го наследил грешното тело од својата мајка и сите паднати предци. Значи, Христос зеде еднакво учество во телото и крвта, во плотта. Та преку смртта да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот. И да ги избави оние што од страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. 16 стих. Оти навистина не од ангели прими природа, туку каква? Од потомството на Авраама прими. Од семето Авраамово. И во Галатјаните е наречен семе Авраамово, Христос. Какво било семето Авраамово? Семката Авраамова, семката Давидова, семката Јудина.
Какви биле тие луѓе? Грешни и смртни. Да. Сега. 17 стих. Затоа беше должен во се да личи на браќата. Зошто во се? И што значи тоа сега? Затоа беше должен во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни. Да застанеме за миг. Овде апостол Павле вели дека Христос, за да може да ја има квалификацијата да стане, да биде наш првосвещеник, требал во се да личи на нас. Сега, потоа објаснува што значи тоа. Осумнесетиот стих. Зошто е тоа така? Зашто во она што сам претрпе, откако беше искушан, но се подразбира без да сгреши, без да падне на нито едно искушение. Зашто во она што сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Кој е тој што може најдобро да ви помогне во некоја работа? Тој што има најдобро искуство во тоа нешто. Докторе, кој најдобро може да... Кој доктор најдобро може да исцели некого од рак, например? Ако самиот го победил ракот на своја кожа, со своето искуство. Кого би повикале за помош во такви или слични ситуации? Кого попрво би повикале за помош? Паталецот. Ама кој што победил, бидејќи инаку не ви е корисен. Да. Оне што го решил, барем еднаш, или повеќе пати, на повеќе други случаеви. Проблемот и сега таквиот може вас да ви помогне. За да биде Христос наш, вели овде, милостив и верен првосвещеник, тој требало да го исполни овој услов, во се да личи на браќата. Значи да биде човек, да ја има човечката природа, да ја има човечката падната природа, да има смртно и грешно тело, за да може да биде и убиен во такво тело, само такво тело може да умре, и да може да биде искушан во се како и ние. Само таков може да ни помогне. И потоа, во 4 глава, при крајот на 4 глава, оваа мисла ја кронисува 15 стих. Оти ние немаме таков првосвещеник, што не може да не соучествува во нашите слабости. Значи, имаме таков кој што учествувал во нашите слабости. Туку таков кој искусил се како и ние, освен грев. Значи, тој не направи грев, но не затоа што е Господ. Тој не направи грев како човек, и тоа во вакво исто тело, поминувајќи низ овие исти искушенија кои што ние ги имаме. Само таков може да биде наш првосвещеник.
Значи, гледаме и во Тимотеја, и тука, апостол Павле го врзува Христовото првосвештенство со неговата човечка природа. Како битно. И кога велиме новиот завет започнал на крстот, значи и тогаш првосвещеникот ја принел себе си, својата жртва, единствената жртва што спасува, помирува, оправдува и посветува, тогаш активно ја започнал функцијата на новозаветен првосвещеник. Сега, дали Христос некојаш ќе престане да врши таа служба? Зборуваме специфично и конкретно првосвещеничката служба во небесното светилиште. Започната уште во предворието, а тоа е нашата земја, кога се принел себе си на крстната жртва. Дали во небесното светилиште, каде што сега е, каде што продолжил да ја врши првосвещеничката служба, откако бил отворен патот кон тоа светилиште, и каде што отишол после неговото вознесение, дали таму ќе престане некогаш да ја врши првосвещеничката служба? Некои велите да, некои велите не. Што е? Ќе дојдеме до таму некогаш. Бидејќи не сме се уште таму. Сега доаѓаме прво кај 6 глава, крајот на 6 глава од Евреите, бидејќи тука последните стихови од 6 глава. Од 17 стих до 20, последните 4 стиха од 6 глава се вовет за во 7. Значи, имајте на ум, секогаш можеме Христа да го нарекуваме првосвещеник и посредник во било кога во минатото и секогаш било кога во иднината. Како што председателот Буш, овој, оној, кралот, за било кој период од нивниот живот, таа титула не е погрешно да се користи и да се употребува. Но нас не интересира периодот на активната служба. И тоа за секој крал, за секој председател, за секој генерал, за секој доктор, за секој пастор, се знае конкретно периодот на активната служба. А титулата со која што се ословува таа личност, може да се користи за било кој период и пред и после активната служба. Тоа го видовме из неколку примери. Во 6 глава читаме, 17 стих почнуваме, Евреите, 6 глава, 17 стих. Затоа Бог, кога на наследниците на ветувањето сакаше нарочно да им ја покаже својата неизменлива волја, посведочи со клетва. Сега ќе видиме во 7 глава која е таа клетва. Та преку две неизменливи работи во кои не е можно Бог да излаже, да имаме голема утеха и ние, кои што прибегнуваме да се прифатиме за надежта што ни е дадена. Надежта на спасението. 19 стих, 6 глава. А која се однесува на надежта на спасението, а која е за нашата душа цврст и сигурен ленгер или котва, и кој влегува дури зад завесата. Каде е ова? Што значи овој израз зад завесата? Светината на светините. Во најсветото место, каде што е Божиот престол. И во 4 глава, 16 стих, и така слободно, или оригиналот и Константинов, смело да пристапиме кон престолот на благодата, нешто што во Стариот Завет, ниту првосвещеникот Левицки
не можел да го направи, дури единствениот ден кога смеел да влезе во најсветото место, не влегувал смело. Влегувал со огромен страв. Не влегувал смело. Во Новиот Завет не свештеник, не пастор, секој верник во Новиот Завет, секој крстен верник е повикан смело и слободно да пристапи кон престолот на благодат. Оваа тема малку повеќе ќе ја образложиме во иднина, ако даде Господ. Сега се враќаме на 19 стих, значи зад завесата, 20 стих од 6 глава. Зад завесата, каде што Исус за нас влезе најнапред, односно прв тој, откако стана вечен првосвещеник по чинот Мелхиседеков. Значи, тука уште пред да започне 7 глава, како што подоцна е поделена Библијата на глави и стихови, апостол Павле тука во 6:20 го нарекува Исуса вечен првосвещеник по чинот Мелхиседеков и во целата наредна 7 глава образложува што значи тоа и зошто е така наречен. Прво во 20 стих од 6 глава, значи последниот од 6 глава, забележавме дека и тука вели Христос стана. Значи, вечен првосвещеник е нешто што Христос станал. Да, и ја го проверив оригиналот и за 9 глава 11 стих, таму се потребува еден грчки израз во именична форма парагенеза, а овде во 6 глава 20 стих и генеза, значи станал. Станал, постанал. Најбуквален македонски превод што јас го наоѓам, Христос постана. Христос стана вечен првосвещеник по чинот Мелхиседеков. И тоа е битно како човек, бидејќи ако не беше човечката природа, како што видовме сега предходно, не можеше да биде наш првосвещеник. Човечката природа е многу најбитен. Елена Вајд рече се за нас. И сега што значи ова вечен првосвещеник по чинот Мелхиседеков? Тоа почнува да го обработува во целата 7 глава и ова е една прекрасна глава. Колку пати да сте ја читале, не знам дали некогаш ќе ви биде здодевна, бидејќи мене никогаш. Првиот стих. Оти тој Мелхиседек беше кој? Цар Салимски. Ако читаме Битие 14 глава, таму се зборува за него. Сето тоа малку што се кажува за него, таму е. Но да видиме како го резимира тоа апостол Павле. Оти тој Мелхиседек беше цар Салимски, значи беше цар. Беше цар. Тоа првиот дел од името, Мелки, е од Мелек, што на еврејски значи крал. Цар. Во словенските јазици преовлада именката цар. Крал, Мелек. И сега вели свештеник на Севишниот Бог. Значи Мелхиседек беше цар, така? И истиот човек беше свештеник на Севишниот Бог. И цар, и свештеник. Тоа што не смеело да биде никој во Стариот Завет според законот. Според законот цар не смел да биде свештеник, во Стариот Завет мислим. Ниту левитскиот свештеник, цар. Тие две функции Господ строго ги одвоил во Стариот Завет.
Но Мелхиседек ги имал соединети, споени во својата личност. И кој друг ги има споени во својата личност? Само Исус. Само Исус. Кој што го пресретна Авраама, кога тој се враќаше од борбата со царевите, и го благослови. Знаеме како го благословил. Во Битие 14 глава читаме дека Мелхиседек, царот Салимски, изнел што? Леб и вино. Замислите, не вели, како вели таткото во параболата за загубениот син? Заколете јунец. Не се споменува колење на животно. Нешто што подсетува на старозаветна жртва. Дури во контекст на веселба, гозба, прослава. За да се прослави Аврамовата победа над месопотамските цареви, не се споменува месо воопшто. Царот Салимски изнесе леб и вино. На што ве подсетува тоа? Светата вечер, светата причест. На нешто многу новозаветно, нели? Но да продолжиме со Павловата мисла. 7 глава, 2 стих. Тука само се вели дека Мелхиседек го благословил Авраама. Кому и Авраам му даде 10 од се. Зашто Авраам на Мелхиседека му дал 10? Зашто Мелхиседек бил што? Не затоа што бил цар, затоа што бил свештеник. Значи бил свештеник на вистинскиот, на единствениот вистински Бог. Не било каков се, не на пагански свештеник. И кој, вториот стих, по значењето на името негово е прво цар на правдата. Значи, Мелкицедек. Значи, праведен цар или цар на правдата во превод. А потоа и цар на Салим, бидејќи беше цар Салимски, како што првобитно се викал Ерусалим во времето на Авраам. Значи, Салим, поточно Шалаим, од Шалом, што значи мир, односно во превод цар на мирот. Значи Мелхиседек, името значи цар на правдата и цар на мирот. Што друго знаеме за него? Какво е неговото потекло? Нема податоци. Без татко, без мајка, без род. За секој старозаветен патриарх се знае, ој бил син на овој, син на оној, и така доде до Ное и до Адама наназад. Или во обратен редослед, овој го роди овој, оној го роди оној и така натаму. За Мелхиседека такво нешто немаме. Нема. Ниту крај на животот. Што се случило после со Мелхиседека, дали имаме податок? Ништо не се кажува ни за подоцнежниот негов живот. До кога владел, до кога бил цар, до кога бил свештеник. Ништо не се кажува ни тоа. Ниту почеток на дните, немаше ниту почеток на дните, ниту крај на животот. Се мисли, немаме такви податоци. И по таков начин е уподобен на Синот Божји и останува, се вели за Мелхиседека го вели ова, останува вечен свештеник. Сега. Со други зборови, ние не можеме со сигурност ништо да кажеме кој е оваа личност. Со сигурност дали можеме да кажеме кој е Мелхиседек? Дали ниту род вели? Дали воопшто бил човек? Дали бил вонземјанин? Дали бил ангел? Дали бил самиот Син Божи?
бидејќи самиот син Божи го посетувал Авраама. Му се јавувал на Авраама. Меѓутоа, со сигурност, ја може да речем, не е веројатно, најверојатно бил човек како и другите, но не се кажува ништо повеќе за него, со намера, така и да биде, за да личи, за да биде уподобен, како што вели тука, на Синот Божи. Но не можем со сигурност ништо да тврдам. Може ли со сигурност да тврдам дека не бил вонземјанин, дека не бил ангел, дека не бил Божиот син, истиот? Со сигурност не може ништо да се тврди и тоа е и намерата. Да остане таква енигматична личност, за да биде таа енигма, таа тајновитост негова, за да биде така уподобен на Синот Божи и останува вечен свештеник. Само затоа што не се кажува ништо за неговиот крај или што било после тоа. 4 стих. Гледате ли колку е голем оној кому патриархот Авраам му даде 10 од најдобриот плен? Оние од Левиевите синови што имаат свештенство, имаат заповед да земаат по законот 10 од народот, односно од браќата своји, иако и тие произлегле од бедрата Авраамови. Сега, во редица наредни стихови, апостолот покажува колку е Мелхиседек и неговото свештенство супериорно во однос на Ароновото, односно левитското свештенство. Значи, левитите примале десетоци од народот, иако и самите левити, како и народот, другиот дел од израелскиот народ, и тие заедно сите биле потомци на Аврама. Но овој, 6 стих, кој не му припаѓаше на нашиот род, че Мелхиседек е некој друг, тој не е ниту евреин, според ова. Што? Не е Аврамов потомок. Прави разлика. Но овој кој не му припаѓаше на нашиот род, и сега ние не можеме да кажеме со сигурност дали воопшто припаѓал и на човечкиот род, во најширок смисол. Дали бил Адамов потомок? Најверојатно да, ќе речем, но не можем со сигурност ништо да тврдам. Овој кој не припаѓаше на нашиот род, зеде 10 од Авраама и го благослови оној што имаше ветување. Го благослови Авраама. Не може да има никаков спор дека помалиот се благословува од поголемиот. Че оној што благословува е поголем од оној кој што го прима благословот. Пример, Исак, или по-еврејски Јицак, го благослови кого? Јакова. Се разбира, како што слушаме во серијата за патриархот Јаков, секоја сабота навечер, Јаков тоа го стекнал со измама, но првородството така се пренесувало. Поголемиот, патриархот, пред тој да почине, го благословувал наследникот. И не било секогаш првородениот по редослед. Не било секогаш. Еве едно библиско прашање. Самиот Јаков, веќе наречен Израел, кој од него, од тие 12 синови, кој од него го наследил првенството? Друг пат ќе одговориме на тоа. Кој бил наследникот? Кај застанавме? Да, бидејќи бил првроден, ама и Ровин направил тежок грев, легнал со макејата. Ке збориме друг пат. Кај 7.6 застанавме. 7.7 застанавме.
бидејќи поголемиот го благословува помалиот. 8 стих. И така овде смртни луѓе земаат десетоци. Смртни луѓе земаат десетоци. Кои се смртните луѓе што земаат десетоци? Левитските свештеници. За нив се мисли. Не се мисли на мене и Борче. Апостол Павле зборува за левитските, за старозаветното свештенство. И така овде смртни луѓе земаат десетоци, а таму, видите сега, што зборува? За Мелхиседека ли го зборува ова? За Христа ли го зборува ова? Би може да се рече се едно е. А таму, оној за кого има сведоштво дека е жив. Сега, зашто е па тоа битно? Сега со ова не воведува во една друга мисла. И така да речам, Леви, кој прими десетоци и сам даде десеток преку Авраама. Иако лично Леви не бил никој свештеник, но се мисли на неговите потомци, кои што во времето на Мојсей и Арон со Божја заповед станале свештеници на Стариот Завет. 10 стих. Бидејќи уште беше во бедрата на татка си, кога го сретна Мелхиседек. И сега доаѓаме до 11 стих, една мисла која што Павле ја повторува и во следните глави кога зборува за заветот и кога зборува за првосвештеникот и неговата служба и неговата жртва. 11 стих. Па така, ако совршенство можеше да се постигне преку левитското свештенство, дали можеше да се постигне совршенство преку Стариот Завет? Ако можеше, дали ќе имаше потреба да биде стар тој Завет, да остаре и да биде укинат? Не. Не, тогаш тој Завет би бил вечен. Ако совршенство можеше да се постигне преку левитското свештенство, дали левитското свештенство можеше да не направи совршено? Сите до еден се грешници. Дали овие луѓе можат да те посветат? Не можам ни јас. Да те оправдаат, да те воскреснат, да ти дадат живот вечен. Па така, ако совршенство можеше да се постигне преку левитското свештенство, бидејќи врз основа на него народот доби закон, каква нужда има да се воздигне друг свештеник по чинот на Мелхиседек? Зошто по чинот на Мелхиседек, а не по чинот на Аарона? Сега во 12 стих апостол Павле споменува една друга тема. Вели вака: оти кога ќе се промени свештенството, тогаш станува потреба да се измени и законот. Апостол Павле зборува дека настанува промена на законот. На кој закон? Конкретно, законот за свештенство. Значи, според законот, кој смеел да биде свештеник во Стариот Завет? Само потомок на Леви. Левит, затоа се викаат левити. И прв бил Арон, последен бил Кајафа, додека постол Стариот Завет. Дали од секогаш било така? Дали од секогаш левити биле свештеници? Па не, самиот Леви не бил првиот човек на земјата. Какво свештенство постоело пред Стариот Завет? Ние зборувавме кога завршил Стариот Завет. Неколку пати досега.
Кога почнал Стариот Завет? На Синај. Пред Синај нема Стар Завет пред Синај. Стариот Завет има конкретен почеток и конкретен крај. Пред Синај какво свештенство постоело? Пред Синај. И на какво свештенство припаѓал и Мелхиседек во таков случај? Ако бил човек. Какво свештенство? Тоа што слушаме од брат Борче. Патриархот, во времето на патриархатот или патриархијата, патриархот го благословува својот наследник и го пренесува првенството, а тоа значи и свештенството на тој наследник. Точно или неточно? Кој се бил свештеник во времето на патриарсите? Патриарсите. Значи, имаме Адам и после Адам кој? Каин? Не. Каин бил како Исав. Проби свет. Сит. И така натаму. Ное, Сим или Шем по еврејски, Арфаксат и така натаму. Аврам, Исак, Јаков и така натаму. Кај застанав? Доста е. Правиме пауза сега. Се умори. Колку помина? 40 минути помина. Колку што трае една епизода. Значи, кога левитите станале свештеници, да го резимирам само ова, во времето на Мојсей и Арон, значи во времето на Стариот Завет, Синај, кога левитите станале свештеници, тогаш законот за свештенство за прв пат беше променет. Бидејќи пред тоа, кој? Патриарсите, значи првенците беа свештеници пред тоа. Патриархот бил свештеникот во семејството, во поширокото семејство, кланот, како да го наречеме. И оној што го наследувал благословот, тој сега бил свештеникот во кланот, во семејството, во родот. Додека е тој жив. Во времето на Мојсей, на законот, на Стариот Завет, Господ го променил законот. Не сега нема да биде така, туку само синовите на Левии ќе бидат свештеници и никој друг. Значи тогаш бил променет законот, еднаш. И со тоа сака да каже дека дошло време, дека и ни левитското свештенство не мора да биде вечно, бидејќи не било и порано, не постоело од секогаш, дошло време да се промени законот за свештенство. Кога? Со стапувањето на сила, во сила на новиот завет. Го разбираме ова до сега. Добро, нека Господ не благослови. Амин. И ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота со ова за мене интересна тема, за вас не знам. Нека му е фала и слава. Амин.